Денеска и утре сме на официјална работна посета во Република Словенија. Попладне во средба со 17 компании кои што веќе имаат инвестиции и активности во нашата држава. Ги разгледавме нивните понатамошни планови, разгледавме нивната активност во државата, тие изразија едно задоволство од развојот на настаните во нашата држава, како на политички план, така и на економски план. Една од тие компаниите е компанијата ТАП-МАК, која што реши да инвестира дополнителни 25 милиона евра во нашата држава. Тие до сега имаа промет, произведуваа акумулатори во пробишти од 66 милиони евра. Со новата инвестиција очекуваат прометот во нашата држава да го зголемат над 100 милиона евра. Мислам дека тие сами ќе соопштат оваа инвестиција и ќе кажат по конкретни бројки. Ние ги охрабруваме тоа да го направат побрзо. Тие го препознаа планот за економски развој, односно законот за финансиска поддршка на инвестициите, како добра платформа да ја направат оваа инвестиција. Ќе добијат, како и сите други компании во рамките на законот, договор за државна помош, за да оваа инвестиција биде што побрзо направена. Се разбира, ќе има обврски на двете страни, како за инвеститорот, така и за државата, како и сите досега транспарентни договори подпишани. Ова практично е една од фабриките кои што се надвор од технолошко-индустријските развојни зони, она што го најавивме, дека не само оние 19 компании кои што градат фабрики во технолошко-индустријските развојни зони, него веќе имаме еден добар број на фабрики кои што се градат и надвор од така наречените тирзови. Јас го искажувам своето задоволство од процесот, им честитам на сите вклучени во овој процес кој што траеше отприлика една година во договарање. Тоа е фабрика која што ќе донесе нова технологија, а посебно е добро, како што спомна и премиерот, што се изведува, односно што ќе се имплементира во источниот дел на Македонија, каде миграцијата е позабрзана и мислам дека ќе биде една добра причина да младите луѓе таму останат и да продолжат да работат.